Во поплавите што го зафатија главниот град Скопје, Велешани беа првите кои излегоа на помош. Тие несебечно им помагаа на лицата кои ги изгубија домовите и со нивната хуманост им излегоа во пресред во најтешките моменти. За тоа што се случуваше на првиот ден од поплавите и во се она што интервенираш единицата за брза интервенција од Велес, ќе разговараме со Владимир Стојановски. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро, добро најдов. Уште првиот ден кога се случија катастрофалните поплави во Скопје, вие излеговте да им помогнете на лицата кои што настрада и за жал кои ги изгубија домовите во овие катастрофални поплави што го зафатија главниот град. Вие бевте и интервениравте во Сингелич, едно од најпоплавените места, заедно со стајковци. За почеток ќе ве прашам каква беше гледката. Гледката беше навистина стравична. Никогаш во животот немам видено дека во Македонија може да падне толку вода наеднаш и толку да ги поплави буквално сите домови во населбата Сингелич. Единицата за брза интервенција беше алармирана уште рано утрината од градоначалникот. Се собравме на брзина, спремивме на комбе, спремивме пумпи за вадење, носевме дури и чаме за спасување и тргнавме за Скопје да помогнеме. Навлезот во самиот Сингелич беше страшно. Буквално немаше приод према населбата, према Сингелич, према поплавените делови. Иако имаше аларм од градоначалникот Коце, да луѓето не испаѓаат со возилата, као некој да им рече, ама не испадните сите колку што можете. Закрчени беа улиците, случајно едно комбе прелета преку другите, возеше со сигнализација да му отворат пат, ние тргнавме по него и така успеавме брзо да стасаме до собирното место кај што бевме договорени со градоначалникот и со човекот за врска кој требаше да не распореди каде и единицата од Велес ќе треба да работи и да помогне на населението. Добивме информација дека ќе треба да одиме во Сингелич, некаде во близина на сервисот на Плимон. Тоа е клучката буквално на Сингели, на Арачиново. Тој дел беше доста поплавен. Дојдовме во населбата, не знаевме каде побрзо да влезиме. Буквално сите куќи беа поплавени. Овие куќи се градени некаде пред 40 на години. Куќите се спрат и полуспрат, буквално подрумски дел, кој сега во сите куќи е адаптиран за живење. Бидејќи летото знаеме со какви температури беше, и најверојатно повеќето од населението живееја во долните простории затоа што се поладни. Они ни расправаа, додека ние интервениравме, ни расправаа што се случило. Почнал дождот, вика, се беше нормално. Врнеше, саат, два, улицата пливаше со вода, но немавме никаде вода, ништо друго, само по улица се сливаше водата. Ние бевме од обиколницата, да не речем само 2 до 3 куќи до неа, во близината. Обиколницата е прилично ниска, можеби десетина метри висински има разлика од куќите кај што интервениравме до обиколница. Они ни кажуваа само што се случи, вика. Додека врнеше, вика, наеднаш се изненадивме буквално, само вика забуче и наеднаш почнаа да ни се полнат куќите со вода. Се наеднаш пливна. Во самите домови, во самите подрумски простории, водата влезе, вика, за 2 до 3 минути. Немавме време да ги отвориме вратите, не можевме од притисокот на водата да отвориме врати. Многу луѓе од просториите се спасувале кршејќи ги прозорите и испаѓајќи низ прозор. Може би и многу од настраданите се настрадани баш во тие подземни простории, кога немале, во тие подрумски простории кои немале време да испаднат, а некои не можеле. Има луѓе стари, изнемоштени, има повредени, има болни, има секакви. Во секоја куќа верувам дека и немало луѓе кои можел во моментот да им помогне. И заради тоа се толку и жртвите во овие поплави. Обиколницата ја погледнавме на кратко, страшно беше. Пристапот од делот од Сингелич према обиколница беше однесен, затворен со сообраќај. Моравме да вртеме околу кога се враќавме, затоа што обиколницата беше полна. Вода имаше насекаде, буквално насекаде.
не знам како да ви кажам, секој од луѓето ни бараа помош. Сите сакаа наеднаш да исцрпат водата, им се уништуваше имовината, им се уништуваше мебелот, се уништуваше се што имале, се што спечалиле 40 години. Тоа се обични луѓе, наши луѓе кои не можеле повеќе во животот да спечелат. Направиле една куќарка, живеат во неа, израснали и деца, Така, и сега фамилии. и таа ја немаат. И сега наеднаш нема ништо. Буквално долниот спрат, што имале храна, електрични апарати, дали шпорети, телевизори, дали фрижидери, храна унатре, воладилници што имало, се уништено. Куќите околу се интересни, затоа што секоја куќа има 200 до 300 квадрата околу куќата со дворче. Сите куќи има бавчи. Секаде имаше насадено патлиџан, пиперка и некои други работи. Чуваат и добиток, нели исто така и имаат добиток? Чуваат и добиток. Малце тие попри крај што се куќи имаат добиток. Имаш и насекаде и расфрлано и добиток удавен во тие се поплави. уште не се знаат податоците за тоа колку добиток има угинато, но сигурно има голем број. Такви податоци ниту имам, ниту знам колку е во моментов уништено, али се гледаше дека е страшна работа. Невидено. Повеќе би сакал да зборувам за тоа што го видов. Улиците беа преплавени, закрчени со се, донесени коли. Комшијата до нас му викаме колава ти е уништил дождов и поплави. Не, вика, не е моја. Како не е твоја? Вика, не е моја, вика, ја донесе дождот, вика, ми ја пикне у дворот. Што зборуваш, бе, човек? Тоа е, вика. Имаше многу коли наоколу. Како реагираа кога ве видоа вас, бидејќи во тој момент нив помошта им беше најпотребна? Прво не пречекаа уште на местото, особено кај што требаше да не распоредат за одење. Двајца возрастни луѓе некаде по 75-80 години стоеја и плачеа, насолзени, бараа помош. Луѓе, ве молам, пуштете некој дека дојди да ицрпат водата, нема кај да живееме. Командирот кој беше за врска и со нас ми вика, еве ти луѓе од Велес дојде единица, нека влевајте и вие со нив во кола, нека ви помогнат они. И така тргнавме веднага кај нив. Прво нив им помогнав. Подрумите им беа полни со вода. Полни до крај. Гаражата беше полна со вода, колата беше до половина во вода. Веднага ја активиравме големата пумпа, активиравме да можеме да извадиме водата. Имавме малце и проблем каде да испуштиме водата. Сите имаат насадено бавчи, сите имаат насадено некои оранжери покриени со најлони. Луѓето си се спремале цела година за живење, затоа и има доста култури насадено. Некој не дава, не може кај мене да ми ја пуштате водата, уште се ми уништи водата, уште вие ли ќе ми пуштате друга вода? Луѓе бре, мораме да испуштиме вода од домовите. Домовите се поважни сега од било што. Да. Каква нива, какви бакрачи, тоа што е уништено, не може повеќе да се поврати. Легнато беше се, и патлиџаните, и пиперките, и се. Од водата беше сравнето со земја. Најдовме разбирање полека, најдовме начин кај да изфрламе водата и работевме цело време. Единицата, децата, младите што ги носевме со нас, еден-двајца се моткавме повеќе околу пумпите да можеме тој да го завршиме, а помладите што ни беа ги пуштивме на помош во изнесување на стварите на луѓето околу во куќите. Помогнаа секаде кај што можеа да помогнат. Затоа и отидовме да им помогнеме на тие луѓе на кои им беше навистина потребна помош. А колку лица од Велес беа на помош? Во моментот бевме 8. Толку можевме во моментот да го собериме, да најдиме комбе, во комбето толку ни собираше. Ви реков, носевме и чамец, не знаевме што се случува. Мислевме дека е потребна интервенција и од чамец, дека треба да влезиме во вода. После видовме дека тоа е само околу обиколница. Таму имаше премногу вода, ама таму се повеќе ниви и некои газдинства од луѓето кои ги обработуваат тие ниви. Имаше доста возила поплавени, ама не мораше интервенција, таму не беше хитна толку интервенцијата. Ова се домови каде што се живее и каде што мораат да спијат луѓето. Затоа беше потребна интервенцијата да биде хитна. Она опрема која што вие ја носевте, дали ви беше доволна или имавте потреба од повеќе? Не, навистина малце носевме опрема. За вакви прилики треба многу пумпи. Многу пумпи кои би можеле наеднаш да се активираат. Не само ние, не само велешаните, и скопјаните немаа пумпи доволно. Ги слуша после на телевизија која кажуваат дека 10 пумпи се активирани. 10 пумпи се 10 куќи.
Тоа не е ни една уличка мала, а камоли цела населба да ја задоволиш во тој момент. Има потреба од многу пумпи за вакви ситуации. Ова е интервентна ситуација и мислам дека секој град ќе мора да набави многу повеќе пумпи за која ќе дојде вакво нешто да се интервенира што е можно побрзо да може да им се помогне на граѓаните. Што според вас е најпотребно во една ваква ситуација? Добра организација, прво добра организација, направени единици кои би биле многу брзо мобилни и потребно е да се купи доволно опрема, да единицата кога испадне носи со себе доволно опрема за да може на вистина да помогне. Да не биде тоа само, да не речем парадно, да отидеме со една пумпа, со две пумпи, да отидеме со 20 пумпи. Со 20 луѓе и со 20 пумпи, тогаш на вистина ќе помогнеме. Наеднаш помагаш во 20 куќи, во 3 куќи, во 4 да отидиш, секој со пумпата, тоа е више 100 домови во еден ден да ги рачистиш, е голема работа и мислам дека и така треба. Не само заради Скопјани, не само заради другите градови, него и заради самиот наш град. Ние овие години видовме дека и Велес е више подложен на поплави. Заради тоа што додека градот беше по ридовите и на високите делови, никогаш немал мака од поплава. Само покрај Вардар, куќите што беа најниско, се поплавуваа. Полека сега гледаме дека градот се шири, влезе градот и во Бавчите. Бавчите се ниски. Поплавите покажуваат дека више тој дел ни е подложен на поплава и дека ќе мора да се интервенира и заради тоа ќе мора да се обезбедат и повеќе пумпи, да пожарната и единицата за брза интервенција која треба да биде и поголема и многу помобилна, да може да ја направи својата работа, да ја заврши својата задача, на тој начин да се помогне на самото население во моментот кога му е потребна помош. Материјалната штета е голема, има и човечки жртви. Колку време вас ви беше потребно да се справите со оваа катастрофална ситуација? Да се справиме, ниту ние можевме, ниту можат се уште скопјани да се справат. Мислам дека повеќе од 2 недели ќе им биде потребно да ги расчистат сите работи што се десија со оваа поплава. Материјалната штета е огромна во Скопје. На сите треба да ни биде јасно дека на тие луѓе им е потребна помош. И во пари, и во храна, и во се. Уништени им се домовите. Многу од тие куќи имаат само еден спрат, а тој еден спрат имаше најмалце 70 до 80 сантима вода, што значи дека е уништено комплетно се. Таа вода ќе ги уништи и електричните апарати, да не кажам за мебелот низ двор. Знаете дека тој е 100% уништено. Се е извадено надвор и се фрла. Им треба сигурно по недела најмалце да го исфрлат тој смет. Тоа е огромни количини. Од секоја куќа има купови мебел кој мора да се фрли. Не може да остани затоа што целиот е со тиња. Не може кауч да го испериш од таа тиња. Тој е уништен. Не може никаков друг мебел да остани, ниту регал, ниту можеби некоја маса, некоја столица која не е тапацирана. Таму кај што фатила мујта, тоа е уништено. Така, со еден збор може да се каже дека целосно се е уништено. Буквално. Буквално. Луѓето многу претрпеа штети. Многу. Таму кај што е зафатено од поплавата, тие 2 населби, посебно Стајковци, посебно Сингелич, тоа е страшна работа. На тие луѓе им е потребна навистина многу помош. И материјална, и помош од единици вакви, како што е нашата, од целото граѓанство на нашата република, да можат да им помогнат, да можат луѓето да се вселат во своите домови, да можат да живеат нормално. Тие немаат ни кај да спијат. Некои од нив спијат више во други куќи, кај фамилија, кај пријатели, затоа што во нивните домови не може да се влези. Куќите што имаат само еден спрат, нема кај да спијат. Дали може би ова важи за една од потешките интервенции што досега сте ја имале? Јас на ваква интервенција досега не сум бил. Сме имале интервенции во градов повеќе. Од секогаш сум бил во Вардар, по водите на Вардар, на спасување, на поплави, али вакво страшилиште, ваква природна непогода, волку многу дожд, да може цела населба да биде поплавена, навистина не сум видел. Помошта од Велес пристигна прва, дали можеби имаше и помош од некои други градови што заедно со вас помагаа? Мислам дека околу нас немаше од друг град никој. Велес е најблиско до Скопје,
може би и Куманово е тука близко. Велес е познат по тоа што оваа интервенција ја направивме повеќе, мислиме дека им е потребна помош од водата. Мислиме дека се уште има голема вода и ќе мораме да интервенираме со чамецот за спасување на луѓе, за вадење на луѓе од куќите. Добро е што тоа не беше. Водата беше истечена, останато беше само поплавениот дел на Скопје. Помош им требе. Апелирам на сите граѓани кои се слободни, кои можат да помогнат, кои имаат навистина волја да помогнат на македонскиот народ, да појдат во Скопје. Има собирни пунктови, има организирано и од Велес автобус кој оди во Скопје. Така и денеска веќе тие се мобилизира единицата за брзи интервенции. Единицата проширена, да, замината е више за Скопје, отидоа да помогнат на луѓето, да им помогнат во расчистување на сметот, на ѓубриштето, на расчистување на мебелот, на вадење уште вода ако има во просториите, носат со нив опрема. Бидејќи навистина овие луѓе имаат потреба од помош. Имаат огромна потреба од помош. Имате помогнато во многу вакви ситуации, имате интервенирано на многу места. Вие важите за човек кој што имате големо искуство. Дали досега памтите некоја ваква поплава? Поплави од вој размер немало. Ја памтам само првата поплава која беше 62 година. Мал бев, али моите сограѓани, моите кајакари во тоа време кои беа, тие помагаа во тоа време. Им се воодушевував кога ги гледав како со чамците влеваат во делот на пазарот и ги вадат материјалните добра од просториите кои беа зафатени. Таа поплава беше прилично голема, мислам дека беше исклучиво од Вардар, сега водите на Вардар се малце и затворени со езерата, па може да се регулира, нема такви поплави, али тогаш навистина беше Вардар многу голем. Се сеќавам дека учев во Благој Кирков, дека Благој Кирков имаше точно 1 метро вода во самите училници. А кајакарите беа со своите кајаци низ пазарот. Се сеќавам од лебарницата вадеа брашно на кајаците од озгора, вреќите ги ставаа, па ги изнесуваа, други материјални добра што имаше, помагаа на тој начин. Покасно, кога бев повозрасен, се уклучи во кајакарскиот клуб, бев активен кајакар, после тоа 20 на години и тренер на кајакарскиот клуб Бабуна. Од тогаш наваму, од секогаш помагаме како кајакари, било за поплави, било ако треба некаде да се интервенира нешто. Многу пати не викаат и од внатрешни, ке се удави човек, треба да го бараме. Не памтам ни самиот колку пати имам одено по Вардар и барано и удавени, и вадено удавени и лешеви, и се што може да се помогне од тој дел, секој сме помагали. Како кајакари, како луѓе, истото продолжува и сега. Затоа и ја оформивме оваа единица за брза интервенција, да помогнеме како искусни кајакари, да помогнеме во вакви случаи. Добро е што единицата се прошири. Единицата више не е составена само од кајакари. Единицата е составена од спасители, од извидници, од пожарникари, кои професионално си работат својата работа и кои учествуваат секаде. Ние сме на испомош на сите луѓе, дури и на самите пожарникари. Минатата година, кога беше пожарот во Дворови, побараа помош, им помогнавме и на пожарникарите. Ланската година, знаете дека имавме поплави во Велес. Наеднаш ги зафати бавчите, луѓе останаа заробени во своите куќи во бавчите, заедно со добитокот, сакајќи да го спасат добитокот, кокошките таму кои што чува, останаа заробени. Моравме да интервенираме со чамци, да ги извлечиме луѓето надвор. Некои дури и не сакаат да испаднат од своите куќи. Останаа во куќите, бара од нас помош да им дотуриме храна, леп, цигари, вода. Повторно бевме таму. Минатата година се случи една друга случка. Не знам дали се сеќавате дека Бабуна дојде изненадно. Во горниот дел околу игралиштето, кај базата што беше стара за песок, има више цела населба направено и доста многу куќи направено во тој дел, кои се сосема блиску до реката. Реката дојде, ги изненади сите во куќите. Водата ги заобиколи, се подигна нивото, луѓето останаа заробени. Отидовме
касно пладнато беше, више се смрачуваше. Моравме да интервенираме, да ги извадиме луѓето од куќите кои беа заробени внатре, а мораа да испаднат од куќите. Така да ќе се дешава ова и понатаму. Добро е кога единицата би била добро организирана, со повеќе чамци, со повеќе пумпи, со повеќе опрема, да може да се влези, да може да се помогне на луѓето во градот. Но вакви поплави како што се случија во Скопје не паметите? Јас не паметам. Освен онаа 62 година, друга поплава ваква голема не сум видел. Волку вода наеднаш да се истури, рекоа дека имало 93 литри на метар квадратен на Зајчев рид. Дури предпоставуваат во Скопје дека горниот дел на Стајковци имало и повеќе вода од тоа. Наеднаш за 2 сата, 3 да се истори толку многу вода на вистина. Да, таа количина вода обично е во текот на цела година по толку вода наврнува. Кај на Свовелешкиот дел да. А сега речиси за 2 часа има наврнато толку вода. Да, баш така. Криволок е најсушен период на Балканот. Знаеме дека има најмалку дождови таму. 100-110 литра од прилика некаде Криволок има дождови во текот на годината, а овдека 93 мерено на Зајчев рид во Стајковци, можеби имало и толку колку што во Криволок паѓа цела година. Многу вода беше. Сите Велешани ве знаат и како човекот кој долги години ја води регатата, односно Велешката регата. Како помина оваа година регатата и кој е вашиот впечаток? Како и секоја година, регатата и оваа година тргна. Помиравме 4 прекрасни дена, заедно со нашите гости, кои оваа година беа дојдени од Црна Гора, од Белополје и од Шабац, српска делегација, која од лани ни се најави дека годинава ќе бидат наши гости. Некаде 100 луѓе, 80 по вода и логистиката која беше на суво, тргнавме во четвртокот да им напоменам на луѓето од Велес да знаат дека секогаш регатата, Вардарската регата Гемиџи, тргнува последен четврток во јуни. А зошто е тоа така? Порано... Има некој обичај? Видите, одевме порано за 4 јули. Беше државен празник, неработен, за да ги скратиме работните денови, да луѓето не отсуствуваат од работа, го врзувавме 4 јули секојаш со регатата и така еден ден помалце има забарање од работа. 4 јули замре како празник, Југославија се растори, останавме ние, не сакавме многу да ја измениме традицијата и рековме од сега ќе биде последен четврток. Наместо 4 јули ќе биде последен четврток во јуни. Мислам дека добро е одбрано времето, заради тоа што обично во тој период е доста топло. Ние спиеме надвор, не ни се потребни ниту хотелски услови, ниту ништо, обично се спие надвор. Сега спиеме понекогаш и во затворени простори, ни ги отвараат Демир Капија и Марвинци училиштата. Ни се деси пред неколку години, ги поставивме шаторите, легнавме и се истори дош. Ни ги наполни шаторите со вода, моравме да ги собираме шаторите и да бараме помош. Побаравме од директорот на школото во Марвинци, човекот ни се одзва, ни ги отвори двете училишта, едното во Удово, едното во Марвинци, ни ги отвори, ги прати служителките да ни сварат чај на сите, да не речам прати и 2 флаши ракија, загрејте се по една ракија, испите, измрзнавте од водава и од тогаш више добро соработуваме со луѓето од Повардарскиот регион и организирани сме. Секогаш имаме план Б. Ако ни се спие надвор, спиеме надвор, а ако не, план Б ни е тука, школите ни се отворени. Имаме врска, имаме телефони, лесно е да се договориме со директорот за 5 минути. Сите што работат во тоа училиште се од селото. Му треба само 2 минути да ни го отвори училиштето и нема проблем. Тој дел ни е добро организиран, регатата беше прекрасна. Патуваме 4 дена. Регатата е поделена на 4 етапи. Првата етапа, првиот ден, наш е од Велес до кампот војнички Стрела, односно народот што го знае Криволок. Во тој камп не пречекува војската, спиеме во натре во нивните простории, кај што спијат они, ни одвојуваат простор. Соработуваме доста со војската и заради како противуслуга за нив секогаш еден чамец е од воена полиција, кои буквално идат како на воена вежба, се обучаваат на вода, да научат и они
што е Вардар, какви се неговите предизвици, какви се тешкотиите при веслањето. Лесно е да гледаш некој чамец како плови по Вардар. Кога ќе тргнеш од Велес до Гевгелија, ќе најдеш на многу тешкотии, на многу препреки. Ќе ги изненади многу пати водата, им се случило да се превртат, да видат, да го осетат и тој дел од Вардар, дека Вардар ги е понекогаш и непредвидлив. А си има ли случајно и тоа? Се има. И постојано ќе се случува. Доаѓаат нови луѓе, имам и више некои од полицајците кои се неколку години више се искусни, они ги водат чамците, отпрвен бараа помош од нас, научија да веслаат 4 дена, сепак не се малце на вода да бидеш десетина сати. И добро е што е таа регата така и воспоставена. Таа регата ја направивме не за кајакарите. Ние како кајакари секоја сме оделе по Вардар. Не памтам година кога не сме отишле со децата со чамци до Гевгелија. Најпрво одевме со чамци до Гевгелија, па ќе се товариме во возот за Велес, во брзиот, ќе го замолиме шефот на возот во Гевгелија, одправникот, да ни дозволат во просторијата за пошта да ги ставиме чамците, ќе ги пикневме чамците во воз до наша железничка, од железничка на Вардар до хангар и ни завршувала мисијата. Секојаш сме ги гледале убавините на Вардар и убавините на нашата Македонија од перспектива на вода. И има што да се види, нели? Да, има. Вардар е прекрасен, Вардар има доживувања невидени. Луѓе кои биле на регатата секојаш посакуваат повторно да бидат дел од таа регата. Заради тоа и ја направивме регатата. Да нашиот народ, велешани, сега и пошироко, и од околните градови, еви и од околните држави, меѓународна е регатата, да ги видат убавините на Вардар, да им ја представиме нашата Македонија, нашето гостопримство, да видат дека и тука има што да се види. Има луѓе кои навистина бараат адреналин, возбуда, а овдека има колку што секако да си ја зачуваме и традицијата на некој начин и да се потсетиме на се она што нашите предци во минатото го правеле, кога пловеле по Вардар, кога оделе до Солун или по работа. Човек навистина е горд кога ќе се сети на нашите гемиџии. Велешани биле познати гемиџии. Некаде во Дворови, сегашно Дворови, биле бавчи. Од тука е пристаништето на гемиите. Велес на времето имал огромна шума околу градот. Се смета дека тогаш со таа трговија полека се исекла шумата и од тогаш више немаме шума. Може би е неубава таа работа, ама тоа е тоа. Останал градот без шума, а останала традицијата на гемиите. Пловеле многу гемии до Солун и Велешани биле познати гемиџии. Ја носеле робата од Велес, од Така тргувале. Тргувале со вино, со кожи, со жито, носеле до Гевгелија, робата ја продавале, дрвото го продавале, се враќале назад повторно. Сето тоа се прави додека не почнала железницата да работи, во тој момент престанале гемиите. Ние сега одиме само по традициите на нашите гемиџии и сакаме таа традиција да остане за веки веков. Убава традиција која трае веќе 40 години. Сакам да продолжи, добро е што е добро организирана, оди секогаш регатата. Стотина луѓе секоја година ја запознаваат реката, го запознаваат нашиот предел, Велешкиот, клисурата Демир Каписка, која е фантастична да пловиш низ неа, адреналинска, навистина адреналинска. Да знаат дека во делот некаде под Неготино дека има термоелектрана Дуброво, дека Вардар е преграден со големи хидроулици, големи прегради, дека Вардар понекогаш е затворен во тој дел. Хидроулиците се спуштаат кога вода нема за наводнување доволно, па се прави вештачко езеро. Има многу работи што може да се видат и тие навистина работи треба да ги види секој. Да осети и да си ја познава Македонија. Пред да заплови гемијата во водите на реката Вардар, дали претходно ја истражувате патеката по која ќе се плови? Секогаш. Секогаш. Вардар е чуден. Секоја година одиш, мислиш дека го знаеш секое камче и секое дрво, наеднаш нешто ќе најдиш ново. Си поминал пред 2 недели можеби, се било нормално, поминуваш по 2 недели, наеднаш препрека на патот, паднала јасика, го затворила Вардар комплет.
И затоа понекогаш не се случуваат некои работи. Може да се случи некој чамец и да се Некои преварти. непредвидени работи што се случуваат. Сосем нормални се тие Да, тоа е работи, нормално. али Вардар е секогаш отворен од наша страна, мислам прегледан. Сме виделе се што се случува на него и одиме со предпазливост. Секогаш имаме маркери. Маркерите се кајакари помлади кои одат со чамци, одат напред да го измаркираат теренот и на опасните делови што ги знаеме, маркираат точно кај треба да се помини. Додека се патува до Гевгелија, се случуваат многу пати работи што не смеат да се случат и заради тоа мораме тие маркери да ги имаме. Маркерите буквално ги насочуваат секој чамец да помине точно на местото кај што се тие. Има доста предизвици. Има на Криволок, има френгии, на Криволок има стара френгија, Вардар е насочен, да не речем, само во неколку метри и мора таму да се помини. Демиркапија е тешка за поминување, посебно кај мостот. Оваа година за прв пат полесно поминавме таму, заради тоа што заради новите мостови кои се направени на Демиркапија за новиот автопат, за новите тунели, пуштили за да булдожери, па доста зарамниле. Тој да е опасен, нема пролаз. До оваа година буквално секаде беше затворен пролазот со шипки железни од старите мостови. Шипките стрчат над водата, чамец гумен не може да помини. Матицата оди на лева страна, таму воопшто не може да се помини. Таму е страшно, таму не може да помини ниту кајакар со кајака, камули со гумен чамец и поголем чамец. Затоа што шипките се многу големи, испаднати се над водата, водата те носи директно во шипките, мора да потони чамецот, тука да го преврти. Тука се случи една несреќа пред некаде 35 години. Се удави дете, не наше, не од нашата регата. Скопјаникот секогаш знаат да направат шом ќе видат дека некој друг има нешто направено и они одма да го ископираат. Регатата наша одеше неколку години и од Скопје пуштија нивна вардарска регата од Скопје до Гевгелија. На првата регата, без да го испитаат теренот, без да го видат теренот каков е, тргнале баш во Матица, во Демиркапија, еден чамец им влезе во колците, ги преврти, едно 26 годишно момче се удави и повеќе не им текна да одат на Така, регата. за нив овој терен е непознат сепак. Се уште непознат за нив. Да. Многу малку од скопските кекари имаат одено за Гевгелија. Имаат, некои од постарите имаат одено со чамци, али треба постојано да го пратиш Вардар за да бидеш безбеден. На Оваа година каков беше водостојот на Вардар? Среден. Вардар сме го виделе и во многу полоша состојба пред неколку години, а и во многу подобра, кога водата на вистина беше голема. Оваа година имаше среден водостој, добра беше брзината на Вардар и етапите како ни беа планирани, така и стасавме. Водата беше, да не речем, баш идеална за нас. Така, кој што треба да биде. Да не биде многу брза, да не биде ни многу спора. Пред 2 години беше водостојот на Вардар беше многу мал. Тргнавме од Велес, нормално, ко секогаш кај 9:30 некаде, требаше да стасаме вечерта во Криволок, да се сместиме да спиеме. Ние успеавме да стасаме се на се до предградско, до мостот на Уланци. До тука можевме во 7 саат од вечерта да стасаме. Вардар не одеше. Знаеше да ни го зафати водата сплавот и да не мрдни. Одевме со сплавот, гимијата не ни беше направена. Старата традиција, првите години, првите 11 години поред додека одеше регатата, одевме со сплав. Првите 2 години дури можеме да кажем дека сплавот го одведовме до Гевгелија само со 3 мотки. Буквално како нашите стари гемиџии. Немавме ниту крма на сплавот, немавме ништо. Само го направивме сплавот и со 3 мотки го однесовме до Гевгелија. И наредната година беше исто. Повторно сплавот го однесовме со мотки. Третата година ја правеа Велешката епархија. Поминувавме покрај епархијата, тогаш ја градеа и скелето и жабиците им стоеја надвор. Ги гледаме со еден кајакар, со Раде Лазаров, ги гледаме жабиците, се чудиме, може да ги искористиме жабици, посебно оние жабици за косите скели, што се, тие жабици се движат, на полутка се и се вртливи.
ни текни идеја дека можеме да искористиме таа жабица, им зедовме 2 од жабиците од епархијата, ги однесовме во хангар, цртавме, правевме, смисливме како да направиме крми и после тоа сплавот го теравме со крми. Во топилница ни ги направија крмите такви кои што ги замисливме ние со троноже, со постоје убави широки крми и после ни беше полесно. Може би адреналински не толку, ама мачна е крмата за веслање, затоа што е тешка, железна е, огромна е плотната, самиот сплав е многу тежок. Носиме 11 бандери од 5,5 метра некаде. Бандерите се големи, ќе се нацицаат вода, одзгора стои постојле, босанки, ние, знаеме да се товариме на сплавот и по 10 души. Мачење за веслање, али и предизвик. Секој сака да проба, да завесла, да види како изгледа. Многу брзо некои се откажуваат, викаме, многу тешка вода, не се весла никако. Да. Како го терате до доле? Навика и искуство си го прави своето. Може би ние не трошиме толку енергија колку што они мислат дека трошиме. Они запнуваат заради тоа што не знаат, тие што прв пат завеслуваат. Нас ни треба малце помалце заради тоа што искуството си го прави своето. Секако, во секој случај. Има уште многу да се зборува за вардарската регата, бидејќи приказната е доста интересна. Но тука ќе го завршиме разговорот. Јас ви благодарам за денешното гостување, за се она што ни го раскажавте, за вашето искуство и за тоа како поминавте во поплавите што се случија во Скопје. Се надевам дека ситуацијата ќе се реши за брзо време, дека и во иднина ќе нема потреба да интервенирате на вакви катастрофални непогоди, како што беа овие. Дека нема да интервенираме, ќе интервенираме сигурно. Затоа што овие поплави се природна непогода која секоја се случува. Може би ние нема да доживееме вакви катастрофални кои што се случи во Скопје, али генерациите ќе осетат. Имаме помлади луѓе кои треба да го пренесуваат искуството, затоа е и направена единицата. Во секој случај ви благодарам на поканата што ме поканивте да си ги кажам своите импресии од Скопје, од поплавите. Да ги споделиме со гледачите. Задоволство ми е кога разговарам за вардарската регата, затоа што на таа регата сум од самиот почеток, од од создавањето на таа вардарска регата и ги поканувам велешани, оние кои не биле на регата. Повторно го кажувам датумот, последен четврток во јуни, да се пријават недела 2 пред тоа, да дојдат, да ги видат убавините на Вардар, убавините на нашата Македонија и да ја осетат во душата, да видат колку е убава. Сите оние кои што не биле дел од вардарската регата, тоа ќе може да го направат веќе следната година да учествуваат. Отворени сме секогаш. Не сме одбиле човек кој посакал да дојди на вардарска регата. Честопати ни се јавуваат од други градови. Може ли да дојдам? Дојди. Ако имаш твое пловно возило, дојди и со возилото. Мислам со чаметот. Ако не, имаме пловни објекти, дојди, прошетај се, запознајте. Се дружиме. Убаво е, преубаво е да учествуваш на една ваква вардарска регата која е традиционална и која е убавина на градот. Така, господине Стојановски, ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и вас. Почитувани гледачи, ние сега ќе го погледнеме и вториот рекламен блок, а веднаш потоа се враќаме во студио.